Добро вече, гледате Отворено студио. Јас сум Борија Јовановски. Мој гостин во овој дел на Отвореното студио е поранештата судика во Европскиот суд за човекови права во Страсбург, Мирјана Лазарова Трајковска. Добро дојдовте во Отворено студио. И може би ова е вистински момент, датумите некако се поклопуваат. 24 декември, оној крвав четврток, како што се нарекува кај нас, со тоа практично заврши, со таа пресуда во Страсбург заврши вашата кариера како судија во Европскиот суд за човекови права. Па може ли да ни посетите што беше пресудата која вие ја донесовте и кои беа препораките на судот во Страсбург за овој случај? Да. Па пресудата Селмани и останатите е поврзана со делот на отстранувањето на новинарите од овој настан и таа покрена прашања поврзани со слободата на изразување и со правото на правично и фер судење во делот на јавна расправа, устна јавна расправа, која на новинарите не им беше овозможена од страна на Уставниот суд на Република Македонија. И практично ова пресуда една рефлексија не само на настанот како таков, туку таа ги отсликува состојбите поврзани со третманот на новинарите, слободата на изразување, меѓутоа засега и во однос на правичното судење. Незамисливо е утврдување на факти, а да не се организира устна јавна расправа, кога суд заседава по прв пат и гради пресуда во основа на факти утврдени од тело кое што имало за задача само да направи една рефлексија на настаните од 24 декември. Тој процес кај нас едноставно не успеа и така дојде во ваши раце. Да, не успеа. Новинарите не успеа. Што направија нашите судии? Па уставниот, што утврдивте вие? Да, ако ја читате пресудата на Европскиот суд за човековите права, ќе видите дека има повеќе пораки. Првата порака е дека она тесна уставна жалба за заштита на слободите и правата која што ја овозможува Уставот, Уставниот суд не умее и не ја практикува онака како што таа треба да биде користена. И исто така укажувањата се во насока дека кога еден висок суд, како што е Уставниот суд, расправа за заштита на човековите права, треба да овозможи и на другата страна, која што ја иницирала постапката, да го искористи принципот на еднаквост на оружја и да ги представи фактите. Во оваа ситуација Уставниот суд поклонил верба само на фактите презентирани од страна на Собранието на Република Македонија и од страна на Министерството за внатрешни работи, кое што ја води таа служба за обезбедување. Тогаш во тоа време оценило дека новинарите треба да бидат исфрлени од безбедностни причини. Тежината на самата пресуда како таква има големо значење за судската пракса и на Европскиот суд за човековите права, бидејќи за прв пат судот оди малку подалеку во заштитата на слободата на пренесување информација од страна на новинарите. Значи, пренесување на информација во ситуации кои може да бидат опасни по животот на новинарите, овде тоа не е докажано, но го штити правото на новинарите да ја пренесат информацијата, бидејќи тоа е јавниот интерес. Да ја види јавноста ситуацијата во законодавниот дом и тогаш кога политичарите не би сакале да бидат видени во јавноста, кога се буткаат, туркаат, употребуваат некој говор кој не приличи на такви состојби. Затоа ги избрка новинарите за да не се види тоа насилие. Недостатокот на транспарентност, на отвореност на институциите во ситуации кога тоа не оди во прилог на нивниот јавен имидж. Колку чинеше Македонија тоа? Нематеријалниот надомест кој што судот го досуди околу 5000 евра за секој од новинарите не е голема сума во однос на пораката која што се праќа. Затоа што пресудата на Селмани и останатите е сега веќе составен дел на прецедентното право на Европскиот суд за човековите права и на неа се повикуваат, неа ја цитираат и пресудите во однос на други земји. Имавте ли препораки?
Од кого? Од судот до Македонија. Да, секако, мислам, главните препораки кога судот носи пресуда не се во делот на изреката, на диспозитивот. Тука е утврдена повреда на слободата на изразување и правото на фер судење. Главните препораки се во содржината на пресудата. И овде препораката на судот е дека законодавниот дом е народен дом и дека граѓаните имаат право да им биде пренесена информација и тогаш кога таа е шокантна, и тогаш кога таа не оди во прилог на политичарите, бидејќи тие сакат да бидат презентирани во позитивно светло, никако во една таква ситуација. За жал, кај нас никогаш не се утврди одговорноста кој и како се случи тој настан. Што се случува со вас, господјо судике, ако може така да кажам, сепак ја носите таа титула. Уште, знаеме дека постојат препораки од судот во Страсбург да бидат користени луѓето кои биле судии во судот за човекови права во Страсбург, особено во земји како што е Македонија, каде што има проблеми со судството. Дали Македонија го користи вашето европско искуство во овој процес на неопходни реформи за да судството дојде некако на себе после се што му се случуваше, вклучително и овој пример кој го давате со Селмани. Да. Па знаете што, во текот на мојот мандат се донесени околу 136 пресуди, ако добро се сеќам. Јас завршив 37.000 предмети во Страсбург. Јас како судија, бидејќи не судев само на македонски предмети, и последните 2 години бев председател на секција и еден од луѓето кои што, така да кажам, го менаџира судот, ги водеа реформите и така натака. И што се случува со мене во Македонија? Па јас немам никаков професионален ангажман во мојата земја. Постојат препораки пишани од Парламентарното собрание на Советот на Европа, меѓутоа колку што сум информирана од председателот на судот, во ноември тој има испратено и 2 писма до премиерот и до Министерката за правда во која ги подсетува дека имаат обврски во однос на ангажманот на поранешниот Европски судија за човекови права. Ако мене ме прашувате, јас би рекла мојата земја има системски проблем во однос на прифатот на меѓународните судии. Слично искуство имаше мојата на што се должи тој отпор? Имате ли објаснување? Во мојот случај објаснувањето е... Па да, се разбира. Јас се обидував, разговарав и со луѓето кои што ги креираат политиките во делот на судството, во делот на ангажманот на луѓе кои што доаѓаат од надвор. Сум побарала секако појаснување. Меѓутоа, одговорите се дека законот за судови не дозволува ваш ангажман во Врховен суд, ќе го смениме законот за Врховен суд, кога ќе го смениме и така натака. Но исто така и сум конкурирала на еден единствен за директор на Академија на судии и обвинители, и тука ја имав целосната поддршка од Страсбург. Значи имав препорака од председателот на судот, од секретарот на Венецијанска комисија, од академски установи како што е Универзитетот во Бирмингам, Универзитетот во Лил. Меѓутоа, очигледно дека политиките во оваа земја се уште не прифаќаат профил на луѓе како мојот, така да кажам. И еве, има еден нов управен одбор во Академија и ова беше неговата прва јавно видлива задача. Тие одбра профил на директор на Академија по нивните видувања каков тие гледаат дека треба да ја води Академијата. И јас не поминав во тој круг на изборот. Тоа зборува генерално за состојбите во нашата земја, меѓутоа во Страсбург се чита и како тест кој што покажа дека реформски зафати во однос на некакви европски реформи се уште во оваа земја нема. Тоа сега да ја прашам, како е вашата оценка? Се зборува на големо, тоа е постојано на врвот на агендата вака во јавниот дискурс, тие реформи во судството, во правосудниот систем генерално. До каде сме со тоа?
Јас не ги гледам првите резултати од реформи на судството. Кај нас многу се зборува за судски реформи, не само сега, и пред 27 години ние зборуваме за реформи на судството. Да, стигнавме до на ниво каде што експлицитно слушавме од телефонски разговори како тефтерчиња, како се именуваат суди, како судиите се практично слуги на политичарите. Да. Мојата визија за реформи... Се движиме ли некаде напред од тоа дно каде што беше судството? Мојата визија за првите знаци за реформи во судството значи видливи резултати од реформата во пракса. Кај нас во последните година и пол многу се работи на измени, дополнување на закони, проширување на закони, нови пристапи, та дури и концепти и идеи за менување на структурата на одредени тела поврзани со судството, например судскиот совет и така натака. Меѓутоа, кога сте во улога на меѓународен експерт, а јас често пати сум била во улога на оние кои што го вреднуваат она што е направено национално, вас ве интересираат практичните резултати од таквите закони. Ако нема видливи практични резултати, а како ние например се уште ги немаме, како например, еве еден од тестовите беше изборот на директор на академијата. Требаше да биде јасно зошто, кои се критериумите во изборот на директорот. Ваков печаток јавно не се доби, со целиот респект кон избраниот директор. Меѓутоа, транспарентноста, отчетноста во избор на луѓе кои што водат институции подразбира да му биде јасно на секој кој што го следи тоа како процес и кој не е правник, зошто некој избрал некој. Истото се однесува и во однос на изборот на членовите на судскиот совет. Со недели, со месеци однапред се зборуваше кои ќе бидат избрани како членови на судскиот совет со последниот избор, што значи дека некои други политички кои ни ги креираат. И сега повторно постои сомнеж дали е тоа од нечи тефтер излезено или е навистина. И повторно се појавуваат сомнежи. Меѓутоа сомнежите... Судиите, нели судиите сами се бираат? Има гласање, тие се тие кои ги бираат, еве членовите на судскиот совет. Токму тоа е главниот проблем, кога велат па се знаеше кој ќе биде кандидатот за директор на академија, зошто како вие... Како тоа се знаеше? Сега ќе ви кажам нешто. Кој им се јавува, некој на студент би вика гласај сега за овој, гласај за оној, како се што се случува? Тоа ќе треба да ги прашате нив, ама јас ќе ви кажам каква е перцепцијата. Кога имате такви ситуации, кога однапред се зборува кои ќе бидат избраните членови на судски совет, на академија или на било кое друго тело, а бираат судии, тогаш проблемот е во судиите и обвинителите кои што креваат рака. Значи не можете, и јас ги слушам. Не е значи проблемот во политиката, туку во интегритетот на луѓето. Апсолутно. Проблемот е во интегритетот на судиите и обвинителите. Тие си го носат товарот на изборите кои што ги прават во врска со судството. Тие се тие кои што му даваат наличие, го обликуваат она што претходно било слушано, се наслутувало за некакви поврзаности и така натака. А јас не сум во политика и мене ме крепи независноста и тоа е во оваа земја многу тешка работа. Јас се сеќавам тешка работа. 2001 година кога министерот за внатрешни работи ме разрешуваше од позицијата помошник министер за управни работи и таа ми рече што да ви правам, не сте ни нивна ни наша. И пораката е во принцип иста и сега, не сте ни нивна ни наша. Кога имате подкрепа во политиките на партиите, тогаш вие сте кандидат кој што оди понатаму. Но независноста е големо бреме, кое мора да го браните, да го чувате, но од друга страна тоа ви дава интегритет, ви дава наличие. И сметав дека со мојот пример како судија од Европскиот суд за човековите права, кој што стигнал до таму благодарение на независноста, така рече и еден од политичарите кој што по моето враќање од Страсбург ме сретна, рече вашата независност блеска од вас, меѓутоа таа независност ви носи и многу одбивања и многу одрекувања. Вие не припаѓате ни тука, ни таму, вие припаѓате самиот на себе и тоа е навистина една
само прво пред себе си, а и пред другите, голема обврска да го одбраните собствениот интегритет. И може би тоа е одговорот на вашето прашање каде сум јас. Не сте без работа, не сте човек да речеме да ве жали, вие сте сепак ангажирани сега во едно меѓународно тело престижно кое го следи реформскиот процес на судскиот систем во Украина. Што се случи во Украина и како завршивте таму? Ќе ви кажам, јас никогаш не се жалам и кога ми било многу тешко, меѓутоа не е работата за жалење, важно е дали земјата... Дали ве фрустрира што во Украина сте ангажирани, а дома не? Не ме фрустрира Дали би го оставиле тоа во Украина за да се ангажирате дома? Иако предпоставувам дека во парите како повеќе се исплати тој ангажман во меѓународните организации. Па не баш, знаете како, тоа не се некакви големи пари. Важна е честа угледот кој што ви го подариле. Не ме фрустрира, ме растажува таа стварност, таа реалност, бидејќи сепак концептот на Европскиот суд за човековите права е да се вратите дома и дома да дадете прилог во земјата. Јас живеам со она на која ме воспитувале и моите родители. Џабе работи, џабе не седи, па пишувам, држам понекогаш и предавања на ученици, на студенти од академии, од Лјубљана па надолу. Скоро бев во Емори универзитетот во Англија, бев во Пекинг 2 недели оваа година, држев предавање на правниот факултет. И тоа не се финансиски исплатливи ангажмани, некојаш е тоа само платен престој. Меѓутоа, самата покана од универзитети кои што се високо рангирани, престиж се разбира и се вреднува во вашето CV. Апсолутно, ве исполнува. Да. Што правите во Украина? Украина ова е навистина еден интересен ангажман. На предлог на Советот на Европа, Европска Унија, ОЛАФ, ОЕЦД и Европската банка за развој се формираше еден панел од меѓународни експерти кој што треба да ја помогне на Украина да го востанови за прв пат високиот антикорупцијски суд. Значи за прв пат се формира специјализиран суд кој што ќе се брани ќе се бори со корупцијата. И прв пат странски експерти, тоа сме 6 луѓе, 4 судии и 2 поранешни обвинители од различни страни од светот, бидејќи објавата на меѓународните организации одела на глобално ниво. Вие им ги бидете судиите на украинците? Значи, ние помагаме на Високиот совет на судии да направи селекција на оние судии кои што немаат интегритет, една негативна селекција, ова тело треба направи, кои што немаат интегритет и немаат професионално добро подкрепен бекграунд за да бидат судии во антикорупцијски суд. Веќе се работи за специфичен профил на судии кои што треба да бидат со високи случаи на корупција поврзани со политичари, тоа треба да бидат пробрани луѓе кои што имаат високо ниво на етика, на морал, кои што се препознаени во нивната средина како такви. И за кој постои некаква, и за кој интегритетот гарантира дека нема да се дел од тефтерчиња. Апсолутно. Значи, главната работа е интегритетот на тие судии. И го проучуваме нивниот животен стил, следиме како тие, колку заработуваат, колку трошат, со што располагаат. Во сите тие детали Во сите детали. Колку пресуди имаат напишано во врска со антикорупција, ги проучуваме пресудите, значи го вреднуваме и нивниот професионален капацитет врзан со интегритетот. Понатаму, какви се животните стилови на нивните семејства. Може би судијата живее скромно, меѓутоа неговото семејство оди на некои крстарења и така натака. Сите тие детали и нашата работа... Имате достап до сите тие информации? Имаме достап до сите тие информации, затоа што самите кандидати дадоа согласност во пишана форма дека меѓународните експерти ќе имаат достап до нивните приватни податоци. И украинските власти немаат проблем со тоа? Украинските власти... Политичарите, мислам оние кои се на власт или па и опозиција? Јас мислам дека во принцип овде влогот на меѓународните организации е голем.
Тие сакат да видат резултати, затоа што се работи за земја во која претпоставувам има најголем број на тела кои што се борат со антикорупција, но до сега нема резултати. Нема ниту една пресуда која што ќе излезе со осуда поврзана токму со корупција. Па може такво тело и кај нас не би било лошо да се... Па јас мислам дека било многу добро. Ако јас не знам, ние сме разговарале со вас повеќе пати и јас на почетокот сметав дека Македонија има капацитет сама да се носи со овие предизвици, но сега кога гледам од внатре како е тоа интересно, како странците секогаш имаат поинаков пристап и вие сте апсолутно објективни. Вие не ги познавате луѓето, немате контакти со луѓето. Меѓутоа, имате доволно основ, доволно материјал да направите еден профил во однос на нивниот интегритет, подкрепен со професионалниот бекграунд. На крајот на краиштата се работи за специфичен, специализиран суд, кој можеби ќе биде и модел и за Македонија во даден момент. И за мене таа работа е исклучително интересна, како некаков бекграунд кој можеби некогаш ќе можеме и дома да го имплементираме. Да. Кога сме кај таа улога на меѓународните организации и кај нас Македонија и како сега изложена на еден мониторинг, особено од страна на Европската Унија и особено од некои земји членки на Европската Унија како Холандија и Франција, па до јуни нема многу кога ќе се одлучува дали ќе ни дадат преговори или не. Мислите ли дека ова што сега се случува ќе биде доволно за македонското портфолио во јуни да помине некако приказката? Знаете како јас секогаш се обидувам да ги анализирам работите локално, меѓутоа погледнато и глобално. Во овој момент во Европа се случуваат многу премрежја на глобален план. Ова е година на избори во многу земји и плюс европските избори во мај. Освен тоа има многу придвижувања во дел од европските земји. Ете гледате на Франција и се случија жолтите елеци во Германија, заминува Ангела Меркел, која со години наназад беше столб на европската политика или на Европската Унија. Доаѓаат нови сили, доаѓаат нови политичари и влијанието во исто време на Америка во регионот, заинтересираноста на Америка за овој регион, а да не зборуваме и за другите големи сили, се исто така елементи кои што треба да се посматраат на големото платно. И во тој контекст мора да се води сметка каде е Македонија во однос на отварањето на преговорите. Значи, Европската Унија е на организација која погледнато од аспект на се што се случува во Европа, па на сето тоа додадено и Брекзит, минува низ тежок период на менување, не би го рекла реформа се уште, затоа што нема знаци на реформа, но се менува, а и знаете дека ќе има промени и во Европската комисија, ова 2019 година. Така да тоа се елементи кои што ќе влијаат и на односот кон Република Македонија во однос на отварањето на преговорите од аспект на надворешно политичките состојби. Внатре погледнато, ние мора да дадеме некакви резултати. Мора да покажеме конкретни исчекорувања во однос на реформите на судството. Вчера беше донесен законот за спречување на корупција, која долго време беше најавуван како основ да се избере новата комисија за антикорупција. Тоа е важен елемент. Тоа сакам да ве прашам, го прочитавте ли тој? Да, се разбира уште во работна верзија и го споредува. Законот ќе добиеме ли конечно антикорупцијска комисија, мислам, тоа антикорупцијска имавме една епизода на антикорупцијска комисија во 2004-2005 година и тоа беше се од прилика со антикорупцијска комисија во Македонија. Тука застана работите со првиот состав на антикорупцијска комисија и барем приближно кога би имале таков состав на антикорупционери, мислам дека може да очекуваме. Дали новиот закон тоа овозможува? Новиот закон овозможува, тој е работен заедно со експерти од Европска комисија и Министерството за правда ги следело насоките од Европска комисија. Меѓутоа, вие може да имате идеален закон.
И стариот закон наш не беше така лош. Тој беше повеќе пати менуван, 2006, 2008, 2010. Меѓутоа, прашањето е каков човечки материјал вие ќе понудите во борбата со корупцијата. Се работи за исклучително важен сегмент од отварањето на преговори со Европската унија. И повторно доаѓаме до интегритетот на луѓето. До интегритетот на луѓето, со стручноста, со знаењата, со познавањето на материјата и конечно мерит системот треба да биде важен во изборот на луѓето. Политичките блискости со политичките елити треба да бидат последното нешто. Таа дури јас понекогаш си размислам, па добро, иако е толку важно да бидат врзани со политиките, носители на јавни функции, кои што бараат стручност, да барем во партиите да се трага по најдобрите луѓе. Вие гледате кога се бира судија на Врховен суд во Соединетите Американски држави, тој е идеолошки близок до председателот кој што е во тоа време во фотелија. Меѓутоа, не можете да ја порекнете стручноста, неговиот бекграунд, интегритетот, знаењето, прифатливоста и така натака. И целиот процес е транспарентен. Целиот процес. Не може да организирате вие надпревари за јавни функции, да организирате конкурси, да не спроведете нито едно интервју, кое што би било јавно. Интервјуата со судиите во Украина ќе одат во живо на YouTube. Сите прашања кои што ќе биде моментот кога вие ги распрашувате, тоа оди на YouTube во живо. Тоа е еден модел, на пример. Зошто да не знае јавноста кои се кандидати и каков е нивниот персонален капацитет? Па и да има јавно да дебатираат. И јавно. Како што да речеме кандидати за председатели или за било која друга функција политичка. Тие се клучни тела, особено затоа што антикорупцијската комисија ќе добие надлежност да води и прекршочни постапки. Тука ќе се водат постапки. Значи треба да има знаење, треба да има подкрепеност, не е само по јавноста, во јавноста и препознатливоста дека некој припаѓа на некое тело. Јас со години на назад се залагам за професионалност, да се изберат најдобрите од најдобрите. Ние сме многу мали, имаме само имавме, може би сега и немаме 2 милиони население со сите придвижувања и не знаеме. Но од прилика ги препознаваме луѓето кои што во одредени области покажале резултати, зошто да не се искористат нивните знаења. Особено ако покажале интегритет, ако покажале независност и ако покажале знаење во делот на проблематиката. Тоа е она што се вели $1.000.000 прашање кој многумина од нас си го поставуваат зошто. Да. Ете тоа е сигналите кои што треба да се праќаат кон Европската комисија за да се отпочнат квалитетни преговори. Сега некој ќе ви каже Европската унија е во криза, па ние можеби тешко ќе ни оди, може никогаш нема да станеме и членка и така натака. Меѓутоа ги правите, работите за дома да ви биде добро, за да имате подобра земја, за да владее правото, за да биде видливо владењето на правото. Не успеавте во академијата, кои се вашите планови? Па, јас во овој момент, ете, се барам себе си во ова што го работам, доста пишувам, држам повремено предавање некаде каде што ме бараат. Наскоро во една од соседните земји на почетокот на годината ќе имам предавање и тоа во овој период многу ме исполнуваше. Средбата со мои колеги од врховните, од уставните судови, затоа што тоа е една форма на компаративно споредување до каде се тие, до каде сме ние, а можеме да кажем далеко отишле, соседите наши, и Црна Гора, и Србија, па вклучувајќи и Албанија во однос на знаењата. Во судскиот систем? Во судскиот систем, во владењето, во перцепцијата, во разбирањето на владењето на правото внатре. Например, во Србија сега препознаваме еден друг профил на суди и јавни обвинители споредено со она што го гледав пред неколку години. Предпоставувам има известна битна улога тоа што и Црна Гора и Србија се веќе во процес на преговори за членство. Самиот процес на преговори, барем се надеваме, носи известна динамика на промени до која може би ќе дојдеме. Се откажувате ли од ангажман во правосудниот систем во Македонија? Па јас сум борец, јас не се откажувам никогаш во желбата
да бидам од корист на мојата земја. Тоа е, јас целиот мој претходен професионален ангажман сум го насочила не онаму каде што сум сметала дека е најдобро за мене, секогаш сум гледала каде можам најмногу да дадам за мојата земја. И се разбира, не се откажувам. Иако ми бидат затворени вратите за влегување во институции, јас ќе продолжам да работам со млади луѓе, можеби и во консултантство, ќе видиме. Оваа година веројатно ќе биде одлучувачка каде себе си ќе се Имавте успешна година, но јас ви посакувам уште поуспешна 2019 година и поможност да е тоа во нашата земја. Јас на мојата земја и посакувам успешна 2019 година, затоа што ние некако многу долго време заглавивме во транзиција и во транзицијска правда и никако да почнеме да го развиваме владењето на правото. Мислам дека треба да се застане со транзицијска правда. Да си посакаме тоа за 2019. Ето, тоа нека биде нашата желба. Што бевте гостин во отворено студио. Ви благодарам за вниманието. Тоа е се за денеска. Останете се, разбира, со програмата на 1 ТВ. До гледање.